Изборот на носителите на пратенички листи покажува дека ВМРО-ДПМН е подготвена да преземе голема одговорност да ја врати Македонија на нормалната европска патека, по она што власта го стори минативе 7 години. Познавачите сметаат дека одлуката носители да бидат партискиот лидер Христијан Мицкоски, двајцата подпредседатели Александар Николовски и Владо Мисајловски, генералниот секретар Ѓорѓе Сајковски и двајца од редот на најактивните пратеници во собранието Дафина Стојановска и Драган Ковачки покажуваат самоувереност на ВМРО-ДПМН во голема победа на изборите. Според поранешниот пратеник и новинар Сафет Бишевац, нивната работа по 8 мај нема да биде воопшто лесна, па поради тоа очекувано е што се избрани најударните кадри кои ги има партијата. Одговорноста на ВМРО-ДПМН е огромна, ќе има таа историска шанса, но тоа истовремено ќе значи многу работа, многу пот, многу знаење, избор на вистински кадри, а носителите на листите на ВМРО-ДПМН покажуваат дека работава е тргната во тој правец. Како тоа ќе заврши останува да се види, но сум увиден дека ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски знаат што треба во овој момент да се направи. Според Бишевац јасно е дека ВМРО-ДПМН по 8 мај ќе ја преземе власта, бидејќи дури 65% од граѓаните барале промена на актуелната владеачка структура, предводена од СДСМ и ДУИ. Одговорноста која ВМРО-ДПМН ќе ја преземе подразбира и шанса и огромна можност за враќање на оваа држава на нормален пат, со тоа што ќе ги постави темелите на една нормална европска Македонија, но исто така ќе треба да значи по мене и избор на она најквалитетното што го има ВМРО-ДПМН, која секако го има тој потенцијал. Доказ дека ситуацијата кај власта е многу далеку од сјајна е и тоа што 7 коалициони партнери на СДСМ во предизборието преминуваат во коалиција со ВМРО-ДПМН. Тоа се Социјалдемократската унија, Обединетата партија за целосна еманципација на ромите, Македонски концепт, Демократскиот сојуз, Обединети за Македонија, ТМОРО, Достоинство. Пратеникот Антонио Милошовски посочи дека се очекува одлуката на уште еден до вчерашен коалиционен партнер на СДСМ да премине во коалицијата на ВМРО-ДПМН. Инаку партијата на Мицкоски во текот на утрешниот ден ќе ја промовира програмата и планот за водење на државата, со која ќе ја бараат поддршката од македонските граѓани.